Донет Чапрданов дојде од Австралија за викендов да биде дел од традиционалното илинденско собирање во Овчарани Леринско. Последен пат присуствувал на оваа прослава 2003-та. 5 години потоа повторно е во Овчарани, каде се сретна со неговите роднини и пријатели. Доне родом е од Леринското село Буф, од каде избегал пред 60 години за време на грчката граѓанска војна. Знаеш како беше, партизанско беше тешко, јас бе мало дечко, не? Јас избегав во Југославија. Јас бе во Брајло 3 месеци, оттамо ојдеме во Кочани, 2 години, оттамо сме во Австралија. Од 50 година сум во Австралија. Неколку тилјади, меѓу кои многумина од Македонија и од диаспората, синоќа уживаа во македонските песни и ора. Овој народ си ја сака нашата музика, нашата традиција и доваѓаме редовно, еви оваа година сме. Само танец. Прв пат во својата 59 годишна историја танец беше во Овчарани. На атмосферата не и пречеа бројните полицајци кои поради протестите на грчките националисти и стравот од можни инциденти беа во Овчарани. Од собирот кој помина без проблеми беше пратена порака. Една од одговорите на грците и на последните изјави на Карамалис, не само постоиме, но и масовно постоиме. Македонците постојат и ги постојат. Не може еден народ да биде избречен со омраза, со несакање, со ставање глава во песок. Не може. Ти мора секој од тие држави, како Грција, така и Бугарија, да се сообрази со реалност, да живее во сегашноста, а не во измислено минато. Непостоечкото малцинство, како што владата во Атина ги нарекува македонците во Грција, вчера вечер во Овчарани покажа дека постои. To present different culture. You think it's possible in Greece to present a different culture? It's the hardest thing. САД со оптимизам гледа на можноста во многу скоро време Грција и Македонија да најдат решение во спорот за името. Во интервју за весникот Елефтерос Типос, помошникот државен секретар на САД Метју Брајза изјавил дека Македонија и Грција се многу блиску до решение за разликите околу името. Тој одбива да го коментира бавењето на официјално Скопје за македонското малцинство во Грција и бара вниманието да се насочи единствено кон изнаоѓање решение за името кој ќе овозможи Македонија што поскоро да стане членка на НАТО. Во меѓувреме, Европската комисија сериозно го разгледува писмото испратено од премиерот Груевски до шефот на комисијата Баросо, во кој се бара Брисел да влијае на Грција целосно да ги почитува меѓународните стандарди за малцински права и да обезбеди враќање на децата бегалци на нивните одземени имоти. Одговорот се очекува утре. За проблемот со македонското малцинство коментари и во грчките интелектуални кругови. Грција да го признае постоењето на македонците и да ги обештети протираните за одземените имоти, а во разговорите со Македонија да прифати двојна формула за името. Ова го сугерира професорот по меѓународни односи при Универзитетот Пантеон во Атина Алексис Идаклидис. Според грчкиот професор, точно е дека на македонското население во периодот 1949-50 им биле конфискувани имотите дури и без судски решенија. Грција дозволи голема грешка со одземените имоти на славо македонците и доколку ова прашање се најде пред Европскиот суд човекови права во Страсбург и биде наложено да плати оштета, оценува професорот. Според него Грција треба да престане да ја турка главата во песок и да тврди дека славо македонците не постојат, бидејќи нивниот број изнесува околу 30 до 40.000. Дел од овие луѓе кои што според грчкиот Хелсински комитет се најмалку 200.000 во Грција викендов учествуваат на прославата на Илинден во Леринското село Овчарани.